По 15 години најави во понеделникот конечно почна да работи системот за автоматско казнување на прекршоци во сообраќајот. Иако засега е само пробно, првите бројки доволно говорат за задачата што ја има новиот систем. Негде отприлike околу 110.000 прекршоци се констатирани за период од 24 часа. Само за Скопје катастрофална бројка. Но првите денови ги отворија и првите дилеми кај возачите. Добар ти. Добре. Па решивме и самите да го тестираме Safe City. Така и ние ќе направиме нешто што всушност во реалниот живот луѓето не треба да го прават, а тоа е ситни прекршоци за да тестираме како всушност функционира системот. Спремни си додиме? Спремен. Ајде. Намерно избравме тестот да го започнеме околу 23 часот. Тогаш ем нема многу возила во Скопје, ем сме повидливи за камерите на Safe City. Прво тестиравме возење со брзина поголема од дозволената од 50 км на час. По еден од најшироките булевари во градот возевме малку побрзо од дозволеното за да откриеме кој е минимумот на кој ќе не фатат камерите. Сега можеме да одиме малку над дозволената брзина. 52, 53. Возејќи од центар кон Ѓорче Петров, поминавме со брзина меѓу 50 и 60 км на час низ неколку крстосници со семафори на кои има камери. Ниту една не фати. Ние возиме со 50, што значи има и други кои што не го почитуваат наш закон. И кои според логиката на нештата би требало да добијат известување, апсолутно. Бидејќи токму над него се наоѓаат две камери. Токму кога помисливме дека камерите и не работат баш најдобро, пристигна првата опомена. Почитуван и регистриран е сторен сообраќајен прекршок со возило кое во ваша сопственост со регистарски број тој, датум и време на прекршок 23:36. Значи пред 4 минути. Во пораката во детали објаснато кога, каде и каков е прекршокот направен од наша страна. Михаел, да ти прочитам што е прекршокот? Ајде. Вели на булевар Партизански одреди од мост Обединети нации кон центар. Во населено место се движи со брзина до 10 км на час над дозволената брзина. Измерена е брзина од 57 км на час на локација каде што е дозволена брзина од 50 км на час. Казната не доведе до заклучокот дека сите камери немаат можност да казнуваат за брзо возење, бидејќи 60 км на час возевме и под други камери. Во нашиот случај, дознавме дека камерата на мостот Обединети нации дефинитивно е со намена да го бележи токму овој прекршок. Втори по бројност меѓу опомените кои деновиве им стигнаа на скопјани се за поминување на црвено светло. Па тестиравме во кои се ситуации софтверот регистрира прекршок. На раскрсницата помеѓу Партизанска и Рузвелтова, како први во колоната возила кои чекаа на црвено светло, намерно ја прегазивме линијата за запирање, па и мал дел од зебрата за пешаци. Се разбира, во моментот кога немаше ниту еден пешак. Safe City не го регистрираше ова како прекршок. Потоа, со намера поминавме на жолто светло. И за овој прекршок не добивме никаква опомена. А велиме прекршок затоа што според Законот за безбедност во сообраќајот, жолто светло, забрана на минување, освен за возилата кои во моментот кога ќе се појави жолто светло се наоѓаат на таква оддалеченост од светлосниот знак што не можат на безбеден начин да се запрат. Како софтверот ќе знае дали возилото можело или не можело безбедно да застане на жолто светло? Е прашање што го поставивме уште кога се менуваше законот. Системот секако ги детектира и оние возила кои ќе поминуваат на жолто светло, а тоа дали возилото безбедно или не безбедно успеало да помине или да застане, ќе се може самиот граѓанин да си го докаже во постапка пред надлежниот суд. Ние направивме уште еден обид да поминеме на жолто светло, овој пат со тест дали камерите ќе фатат уште еден дополнителен прекршок. Раскрсницата помеѓу Џон Кенеди и Цветан Димов има камери. Таму би можел да пробаш да одглумиш дека споруваш на телефон за да видиме дали ќе има реакција или опомена. Дали овој прекршок спаѓа во оние прекршоци кои што се
кој што Ловин Safe или City Safe ги City, да. лови, да. При обидот безбедно да поминеме на жолто, во последен момент сепак се вклучи црвеното светло на семафорот. Само по неколку минути пристигна нова опомена на нашата електронска пошта. Регистриран е прекршок во пред 3 минути. Предпоставам дека овој треба да е оној од пред Џон Кенеди. Со телефонот во раце и жолтото светло. Вели крстосница улица Цветан Димов со булевар Христијан Тодоровски Карпош и Џон Кенеди. Поминување на црвено светло. Поминување на црвено светло и износот на глобата на прекршокот во евра е 250 евра. Значи, регистрираше дека помина на црвено, но не регистрираше дека беше со мобилен телефон. Тестот ни покажа дека системот дели опомени само за минување на црвено светло. За минување на жолто светло и за прегазена линија за запирање на семафор, не. Барем за сега. Една од рак раните во сообраќајниот метеж во главниот град е проблемот со автомобили кои сопираат и паркираат на коловозна лента. На булеварите е забрането секакво запирање, а не пак паркирање. Сепак, има неколку критични точки каде тоа е секојдневие. Затоа одлучивме да сопреме со вклучени трепкачи за да тестираме дали камерите ќе го забележат овој прекршок и дали ќе не санкционира. Ке ги вклучам трепкачите. Ќе поседиме малку 4 до 5 минути надвор за да видиме дали ќе ни пристигне казна. Еве ги, веќе има неколку возила наредени. Да застанам пред ова возило или? Ајде, пред него. Автомобилот беше паркиран подолго време. Ова е доста видлив прекршок на место каде што често се случува ова. Колата ни е оставена веќе над 5 минути, да не речам. Дефинитивно. Дали ќе ни стигне и за ова опомена од Safe City или не? Се уште нема, а зад нас има уште 3 паркирани возила кои што би требало да бидат санкционирани, нели? Откако не добивме казна во центар, решивме да го повториме тестот и во Скопски Чаир. Не ни стигна казна, како што веројатно не им стигнала и на возачите со паркирани автомобили на Цветан Димов, кои буквално блокираа една од движечките ленти. Па решивме да се вратиме кај Мавровка, каде шансите камерите да не промашат беа помали. Се паркиравме на булеварот Гоце Делчев, но и по 10 на минути ниту овде не добивме опомена. Заклучокот од тестот ни е: иако МВР најави дека во првата фаза се казнува и непрописно паркирање, не е јасно ниту кои камери, ниту како софтверот го препознава овој прекршок. Проверките на терен ни отворија повеќе прашања: кога и дали се регистрира минување на жолто, кои камери мерат брзина, а кои не, како се санкционира непрописно паркирање. Тука и фактот дека за сите прекршоци ни стигна само записник, а Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува дека на сопственикот на возилото со кое е сторен прекршокот Му се доставува и фотозапис со кој е документиран прекршокот. во неколкуте часа возење, што намерно, што ненамерно, самите направивме 15 на прекршоци. Добивме опомени само за 2. Тоа значи дека бројката од 100.000 дневно е само делче од вистинската слика. Сепак, сообраќајот вечерта кога тестиравме, изгледаше поодмерен од стандардот, како и возачите полека да навлегуваат во нова фаза на однесување на асфалтот.